Во ова издание на Приказна ќе се обидеме да влеземе во светот на мултипла склероза. Преку лични приказни и стручни совети ќе се обидеме да се соочиме со сето она со кое што се соочени семејствата кои што имаат членови со мултипла склероза. Еве што ви подготвивме. Во минатото често пати впечатокот беше дека луѓето кои што боледуваат од мултиплекс склероза се соочуваат со доживотен инвалидитет. Благодарение на модерната медицина, благодарение на терапиите кои што се применуваат, ова веќе не е така. Мултиплекс склероза или скратено МС е хронично воспалително заболување на централниот нервен систем кој вклучува мозок, рбетен мозок и оптичките нерви. Настанува кога имуниот систем ја напаѓа обвивката на нервните клетки миелин во мозокот, рбетниот мозок и оптичките нерви, предизвикувајќи инфламација и последователна дегенерација, која води до прекин на невротрансмисијата. Мултипла склероза е воспаление на централниот нервен систем. Механизмите на настанување се уште до крај недокажани. Суштина е, значи, воспаление спаѓа во групата на аутоимуни болести, кај што организмот почнува да си ги напаѓа обвивките на нервите. Да пообјаснам посликовито, еден нерв, ако го замислиме као кабел за струја, бакарната жица е нервот, тој е аксонот, а миелинската обвивка е пластиката врз кабелот. Суштината на ова заболување се примарно напаѓаат обвивките на нервите. Со тек на време, како страдаат тие обвивки, ако болеста најчесто е повторувачка, значи оди во налети, ако постојано е на исто место оштетувањето, почне да пропаѓа и нервот. Патофизиологијата е слична за секого, на незиниот тек и симптоми се разликуваат од личност до личност. Мултиплекс склероза се смета за хомогена болест, но незиниот тек и симптоми варираат, вклучувајќи мускулна слабост, замор, потешкоти и со видот. Физичкиот, емоционалниот и економскиот товар кој го трпат лицата со мултиплекс склероза има значајно влијание врз нивниот квалитет на живот. Проценките покажуваат дека во светот повеќе од 2,8 милиони лица живеат со мултиплекс склероза. Кај нас ние не сме далеко од другите земји, значи ова е болест на развиениот свет. Бројките на светско ниво се движат од 100 до 140 на 100.000 жители, значи пациенти. Интересен е фактот дека во Сахарска Африка, Субсахарска Африка и Југоисточна Азија тие бројки се драматично помали. 2, 3, 5 пациента на 100.000. Кај нас досега се регистрирани до 1500 лица. Болеста предоминантно ги напаѓа младите возрастни лица во најпродуктивните години, и тоа помеѓу 20 и 40 години, 2/3, а ретко под 15 и над 60 години, во просек на 28 години. Жално е што е ова болест на најпродуктивниот дел од популацијата. Значи болеста се јавува од 20 до 50 години, значи најмладите, у најголем елан што се у таа возраст, иако се јавува и кај помлади. Ја лично 13 годишно беше девојчето. И се јавува и кај постари, меѓутоа кај постари кога ќе инсистирате на добра анамнеза, ќе даде податок дека 15-20 години имал некој настан кој што бил превиден. Замор ми е, лошо сум спиел и така натака, траело 2-3 дена, пак излезе дека болеста почнала пред 20 години, правила пауза 20 и се појавува на 70 годишна возраст. Појавата на мултиплекс склероза во детството се проценува на 3 до 5% од случаите и се смета дека најмалку 2,5 до 5% од сите пациенти со мултиплекс склероза првиот напад на болеста го доживуваат пред својот 16-ти роден ден. Појавата на мултиплекс склероза пред 10-та година е реткост и се проценува дека се јавува кај 0,2% од децата на оваа возраст. Зачестеноста на оваа болест е различна во различни делови од светот. Во северните земји преваленцијата е многу висока. Шведска, Норвешка, Финска, Велика Британија, Канада. 100 до 150 лица на 100.000, за разлика од тропските краишта, каде што е многу ретка.
Би сакала на самиот почеток да појасниме кои се симптомите, што значи да имаш мултиплекс склероза. Да, симптомите, најчестите симптоми кои што ги гледаме, тоа е да речеме потешкоти со видот или нагло губење на видот на едното око. Тоа е еден од најчестите симптоми кога започнува болеста. Меѓутоа како болеста прогредира, односно како се развива, може да се јават и други симптоми, како што е моторна слабост на екстремитетите, некогаш може да биде на едната страна, некогаш може да бидат зафатени и сите 4 екстремитети со различен интензитет, нестабилно одење, потешкоти во одот, па некогаш дури и на почетокот на болеста знае да се јави екстремен замор, кој што пациентите го кажуваат, а не се препознава како симптом на мултипла склероза. Дополнително проблеми со осетот, значи намален осет, како што реков, нарушена рамнотежа, појава на дупли слики, така да мултипла има многу симптоми кои што може да се појават и на почетокот, а и со развојот на болеста некои од овие симптоми сигурно ќе се јават. Како се контролираат симптомите? Веројатно кај сите е различно, но дали со одредени терапии може да се воспостави контрола на симптомите? Да, по последниот период со новите лекови кои што доаѓаат, можам да речем кај нас речиси голем број од новата терапија е достапна, иако не може да се не е за сите пациенти достапна во секој момент, меѓутоа сепак секоја година се повеќе и повеќе пациенти добиваат модерна терапија. Оваа терапија прави разлика во лекувањето. Секоја терапија прави разлика во лекувањето и зависност од каков е тип на болеста, односно колку е болеста агресивна, кога е започната, така може да се воспостави контрола и на болеста. Односно, ние пратиме болеста преку дали е клинички активна, дали имаме нови симптоми, дали имаме активност на магнетна резонанца, односно гледаме дали без разлика дали пациентот има симптоми и дополнително дали се зголемува инвалидитетот. Со новите терапии морам да кажам дека тоа што го гледаме денес е дека луѓето живеат квалитетен живот и тие што се на терапија може релативно квалитетно да живеат долги години. Податоците кои што ги истражува укажуваат дека МС знае да ги погоди младите луѓе. Зошто? Дали има некакви генетски предиспозиции кои што може да имаат влијание? Долго време се зборува кои се причините и зошто се јавува МС. Не може точно да се одреди причината дали е тоа исклучиво генетска причина или влијание на средината или пак нешто што сме некои вируси. Последно нешто што е најактуелно и тоа излезе оваа година е дека луѓето кои што имаат прележано Епштеин-барова инфекција, од вирусна инфекција на Епштеин-бар, а голем број имаат многу зголемен ризик да развијат мултипла склероза. Меѓутоа не значи дека сите ќе развијат и ова е една нова студија која што фрла ново светло зошто и како се јавува и се повеќе се доближуваме до таа вирусна етиологија, меѓутоа сепак треба да се потврди и дополнителни студии ќе треба да се направат. Генетски предиспозиции има и точно дека некои гени од ХЛА класата може да придонесат за зголемен ризик за развој, меѓутоа не можат да 100% да предвидат појава на мултипла склероза. Дополнително средината влијае, нели изложеноста најчесто во јужните делови е помала инциденцата, во северните делови е поголема инциденцата, се поврзува со изложеноста кон сончеви денови заради тоа што северната хемисфера има помалку сончеви денови, па недостаток на витамин Д, меѓутоа сите тие немаме ниеден јасен доказ и потврда дека само тоа е причина за појава на мултипла склероза. Така да можеме да кажеме дека се уште не го знаеме причините зашто се јавува. И уште нешто поврзано со податоците, МС ги погодува повеќе жените наспроти мажите. Зошто? Да, точно е тоа. Тоа е заради тоа што ние сепак мажите и жените се разликуваат според хормонските влијание, односно жените имаат еден вид на хормони, а мажите имаат друг вид на хормони, кои што кај жените тоа се менуваат хормоните во зависност од менструалниот циклус или бременоста, така да тоа делумно влијае во појавата, односно ризикот за МС. Кога го разгледуваме ова, колку старосната граница исто така е клучна кај овие податоци? Дали кај жените се јавува на помлада возраст, дали кај мажите е на помлада возраст? Нема граница. Најчесто болеста се јавува помеѓу 20-та и 40-та година. Меѓутоа ние сме сведоци дека гледаме и пред 20-та година, па дури и во 10-та година како педијатриска мултипла склероза. Така да болеста најчесто се јавува помеѓу 20-та и 40-та година. И тоа статистички се уште е така, меѓутоа се почесто се диагностицира и над 40-та година, па дури и над 50-та година. Сега има и посебен, да речам, во последниве години се зборува за
мултипла склероза на возрастни, така да најчестиот период е 20 до 40, а нема разлика помеѓу мажите и жените. Дали прекомерната тежина може да биде фактор за МС и колку, например, исхраната може да има влијание во поглед на МС, па дури и кај лицата кои што имаат диагностицирана МС? Нема јасни податоци дека телесната тежина може да биде ризик фактор за појава на МС, ниту пак дека исхраната може да влијае за појава на МС. Точно е дека се прават најразлични студии со ваква исхрана или таква, дали медитеранската исхрана, меѓутоа не може да се поврзе никако со здравата исхрана, со исхраната. Ќе видиме дека нордиските земји имаат релативно здрава исхрана, се хранат со риба во поголеми количини за разлика од Централна Европа, па имаат поголема инциденца на МС, така да не можеме да кажеме дека исхраната е причина за МС или може да придонесе. Ниту пак тие што имаат МС треба нешто посебно да водат околу исхраната или да не се јаде нешто. Обично треба да се јаде избалансирана исхрана, здрава исхрана, тоа е за сите важи, така и за пациентите што имаат МС. Дали физичките активности и спиењето може да влијаат кај лицата кои што имаат веќе дијагноза? Кај физичката активност особено е многу важна кај лицата што имаат МС и тоа јас го зборував и на минатата средба кога имавме предавање. Има една интересна студија која е работена во Швајцарија, тоа е дека само 30 минути дневно вежбање многу го подобрува сонот и намаленото расположение. Така да физичката активност мислам дека е една од основните активности што треба пациентите да ја метнат доколку не ја прават, да ја метнат во своите секојдневни активности и тоа треба да биде најмалку 3 до 4 пати неделно со прилика 30 минути физичка активност. И особено да се прилагоди активноста на своите можности. Кога јас дознав дека една моја пријателка има МС, бев изненадена и во тоа ја припознав во суштина сликата, перцепцијата кај јавноста, колку малку знаеме и каков е нашиот печаток, како да се избориме со предрасудите, затоа што со МС и со модерните лекови денес може да се живее. Тоа што треба да се каже денеска е дека болеста е, можеме да наречеме болест на 1000 лица и симптомите се различни и ниеден пациент меѓу себе не е сличен, иако можеби симптомите се слични, болеста кај секој е различен. И така да прво е тоа дека не може секој пациент да се поистовети со туѓа приказна, ниту пак да прочита на форум и тоа да си го препише себе. Секој пациент е сам за себе. Второ е денес имаме лекови кои што ја контролираат болеста и тоа го гледаме во секојдневната пракса. И трето е многу порано и многу агресивно, да речеме, денес лекуваме и многу порано дијагностицираме, што е многу важно во почетокот на дијагнозата. Порано беше правило, некои си се чекаат 2 релапси, па се почнуваше со терапија, немаше терапија, не беше достапна. Дури денеска после првиот настан, клинички настан се отпочнува со терапија, така да тој период на активност на болеста или на справување со активноста многу рано почнува. А со тоа се намалува инвалидитетот. И така да денеска имаме различни приказни, ќе видиме дека луѓе со терапија години живеат без симптоми или со релативно мали симптоми и имаат одличен квалитет на живот. Така да мислам дека треба полека да ја менуваме сликата за МС и да ги тргаме предрасудите. И за крај имаме ли национален регистар, бидејќи тоа е клучно веројатно за да знаеме во каква состојба се и пациентите и какви се статистичките показатели за лицата со МС? Да, конечно и ние имаме национален регистар и тоа почна да работи оваа година во март, за прв пат го пуштивме. Полека оди пополнувањето, има доста информации кои што ќе ни кажат во иднина многу работи, ќе не спремат за подобри предвидувања, можеби подобри разговори со здравствените власти околу обезбедување на терапија и ќе знаеме многу повеќе за нашите пациенти. Тука воедно сакам и да се заблагодарам на компанијата Sourcix која што излезе во пресред и комплетно го изработи овој регистар за нашите потреби. Тоа е една компанија која што работи не само кај нас, туку и во светот и е една од можеби подобрите компании што работи медицински апликации и мислам дека нашиот регистар е одличен регистар и ќе видиме, се надевам наскоро, со наши резултати. Личното соочување на Александар со дијагнозата на мултиплекс склероза не го доживува како непознатост. Најмногу поради фактот што на некој начин семејната историја со неговата мајка
Во неговиот случај се репризира. Првите симптоми на МС беа го изгубив видот на десното око и еден офталмолог ми со преглед офталмолошки се посомнева на МС и јас веќе знаев дека тоа е тоа, бидејќи имам фамилиарна анамнеза, бидејќи мојата мајка исто боледе од МС. Претходно, значи, сум се сретнал со таа болест. Диагнозата му е поставена на 30 годишна возраст. Тогаш имав 30 години, кога ми ја диагностицира, а мајка ми е веќе 18 години со болеста. Реакциите на пријателите и колегите биле бурни. Сите реакција, и тоа, да кажеме, по-драматични реакции, ама како што кажав, бидејќи ја не бев оптеретен од ДМС, или барем така се чувствував, и они малце, како да се подсмирија. Професионално Александар ги послушал советите на лицата со МС искуство и одлучил да направи избор на работа низ која ќе може да се носи со предизвиците на болеста. Во тој момент работев продажба, како постресна и подинамична работа, ми советува некои луѓе, колеги конкретно, што си има исто сретнато со болеста, да се повлечем од продажбата и да преминам во некоја, да речеме, полабава работа, па почнав да се занимавам со логистика. Во процесот на привикнување на мултипла склерозата, чувствата и емоциите играат централна улога во пронаоѓањето нова цел во животот. Кај Александар, тие емоции на некој начин не се новина. Неговото семејство веќе ги доживеало претходно со неговата мајка. Многу веројатно, поради семејното искуство со неговата мајка, тој брзо и смирено го прифаќа сознанието дека има мултипла склероза. Па така, само иронично се насмеав, бидејќи живее веќе со таа болест во семејството, и само иронично се насмеав, бидејќи си реков зари мене, и толку беше. Немав некој посебен притисок, бидејќи знам како изгледа животот со МС. Едноставно брзо го прифатив тоа дека имам МС. Но смиреноста исчезнала кога мултиплекс своевремено била диагностицирана кај неговата мајка. Тогаш емоциите и реакциите биле многу поразлични. Таму беа малце подраматични реакциите. Јас со мојата смиреност мислам дека ги олабавив и семејството и пријателите кога им кажав за диагнозата. Додека секојдневно се среќавате со предизвиците на животот со мултипла склероза и учите нови начини за правење на работите, ќе препознаете нова сила и талент за кој не сте биле свесни. Тоа на некој начин, како што вели Александар, е добар момент да си поставите приоритети. Почнав малце поинаку да гледам на светот, дека не е се така црно и бело, дека може некако да секој проблем може да се реши на поинаков начин. Почнав да повеќе да внимавам на себе, на она што јадам, нервозата и така работи. Се обидува да се храни здраво. До она што читам, најдобро е свежата храна. Мислам, како за се, така и за ова, и гледам во поголем дел тоа да биде таква храна. Здравствениот систем за лицата со оваа болест ги покажува маните, како и за другите здравствени проблеми, вели Александар. Општо целиот здравствен систем е така малце, како да се изразам, поназаден или недоволно посветува внимание на болните, така и за МС. А јас по природа сум доста стрплив, па така да некако се снаоѓам низ лавиринтите.
со самото диагностицирање на МС, кај болните имаме појава на една широка лепеза на емоции со кои што нели е потребно да им се помогне, да се насочат, да употребат разни техники, разни методи психолошки кои што ќе им помогнат во справувањето со сите тие со тој широк спектар на емоции. Тука, нели, како што и самите рековте, со самото поставување на диагнозата, болните запаѓаат скоро веднаш, нели, во една шок состојба и се изложени на еден голем стрес, каде што, нели, и се уште не им е доволно позната болеста, значи не им е доволно, иако лекарот ги упатува секако, меѓутоа, нели, е потребно известно време додека ги дознаат сите можни информации кои што им се потребни. И за тоа време, нели, им се случува да чувствуваат голем страв, им се случува да чувствуваат тага, да западнат во депресивна состојба, да, нели, почнуваат да имаат негативни чувства во однос на иднината, да се плашат од неизвестната иднина, не знаат како сето тоа ќе се заврши. Исто така, тука мора да ги земеме во предвид и предрасудите што често пати постојат во однос на оваа болест, и да речеме порано болеста се сметала за многу пострашна отколку што е тоа сега случај. Меѓутоа, не сите пациенти го знаат тоа и затоа им е потребно време да им се објасни, па дури нели они сами да прочитаат нешто, да дознаат нешто за состојбата. Понатаму, нели, освен при диагностицирањето, како ги дознаваат сите работи во однос на оваа болест, дека е тоа една доживотна состојба, дека они ќе мора да се справуваат цел живот понатаму. Значи, добро да тука имаат некој водич, психолошка помош, заедно со поддршката од семејството и нормално од лекарите, каде што они ќе учат нови вештини, ќе учат нови стратегии како да се справуваат со сите стресни емоции. Особено што лекарот одма ќе ги упати дека стресот е она што е најнегативното нешто што влијае на состојбата на МС. Значи, како ќе се носат со болеста понатаму, какви фази би можеле да се развијат понатаму. Значи, колку помал стрес, толку се поголеми шансите да болеста остане во некоја, нели, колку толку добра состојба. Дури, нели, се случаи да некогаш немаат и никакви поголеми симптоми, и тоа е потребно веднаш да им се каже, бидејќи, нели, не сите пациенти завршуваат во некоја подраматична состојба, да речеме, и во однос на инвалидитет и останат. Поддршката од семејството е секако најважна, па и од пријателите, значи од најблиските особи во околината на болниот. И за среќа, еве, со пациентите, односно моите клиенти со кои што работам, сепак забележувам, барем кај нас во Македонија, дека таа поддршка најчесто ја имаат. Затоа што, нели, ние сме сепак нација која што е посветена на своите најблиски. Така да тоа е добриот момент кај нас. И, нели, и таму каде што не е потребно да се едуцира и семејството, и најблиските пријатели, затоа што, нели, не сите знаат нешто за болеста додека ете некој што им е близок не се соочи со неа вистински. И тука е потребно, нели, често пати мене ми се јавуваат и, нели, дозволено е од здруженијето, нели, да самите негуватели, како негувател значи, или е болен или е член на здруженијето, негувател на лице со МС. Често пати работам и со нив, за да ги запознаеме како е најдобро можно да им помогнат да му помогнат на својот близок кој што се соочува со оваа болест. Значи, пресудна е таа поддршка. Секогаш е многу потешко ако болниот ја нема таа поддршка. А за да таа поддршка биде што подобра, што поефикасна, потребно е, нели, и самиот болен да научи, еве, со помош на психолог или некој работи, нели, сам да проба, можеби да ги направи доколку не е во можност да добива психолошка помош заради X причини, да научи како да биде поотворен во однос на болеста, значи како да ги изразува своите емоции, како да, бидејќи честопати, нели, знаеме дека кај МС симптомите се знаат да бидат невидливи, да чувствуваат некој голем замор
а луѓето што ги гледаат од страна не гледаат дека нешто им се случува и буквално не им веруваат дека се чувствуваат така како што се чувствуваат. Исто така знаат да имаат и когнитивни проблеми во когнитивното сознание, да речеме со меморијата или со концентрацијата. И тука исто сето тоа е добро да они можат да го изразат пред најблиските за да бидат подобро разбрани од нив и за да може да им се помогне на најефикасниот можен начин. Па сепак најчесто бара самото лице кај кој што е поставена дијагнозата, особено што нели знаеме дека на помлади години се случува дијагностицирање со МС од 20 до 40 години отприлика, ама еве во последно време се помлади под 20 на 20 некоја година, така да младите се поспремни, еве што можам да забележам, да сами си побараат помош, веднаш дури штом ќе им дијагностицираат МС. Но сепак се јавуваат некогаш, ако е, да речеме, поминато подолго време од дијагнозата, знаат да се јават членови на семејството, мајка, татко, нели, сестра, брат, и да побараат помош за нивниот близок, на кој што не знаат самите како да му помогнат и гледаат дека е западнат во депресија или има некои конфликти со членовите на семејството и така натаму. Па секако дека живот со МС е можен. Значи, како и со секоја друга потешка болест, сите знаеме дека луѓе научуваат, иако е шок на почеток, секој може да научи како да се носи со болеста. И секако, значи, она што е најпотребно е да пробаат, значи, да ги разберат своите емоции, да ги осознаат, да станат посвесни за сето она што им се случува и по пат да научат, еве, со психолог или со своите блиски, да разговараат што повеќе и да фокусот, она што е најважно, фокусот го тргнат од она што веќе не може да го прават, од она, нели, по линијата на кои што се во животот, каде што се појавуваат тие фрустрации, до вчера сум можел ова, а денеска не можам да го правам. Значи, да се поместат или да се модифицираат целите амбициите што човек си ги има во животот. И ако нешто веќе не може да го прави заради состојбата со МС, да се обиде, нели, што подобро да најде некои нови цели, да се занимаваат со некои хобија кои што прават да се чувствуваат подобро. Значи, целта е да се тргне фокусот од болеста и проблемите со болеста на она што можат да го прават, на она што е добро во нивниот живот, сепак, затоа што ја ви кажам, сепак многу почесто е да болните имаат поддршка од семејството, ги имаат останатите услови кои што им се потребни. Многу ретки се случаите каде што немаат никого со нив, каде што, не знам, ја изгубиле работата или немаат приходи и така натаму. Значи, затоа треба само да се фокусираат, нели, да се фокусирам на она што можам, не на она што не можам. Јас од искуството што ги имам, нели, со клиентите со МС, гледам да ги поврзам, секогаш да бидам некој вид посредник, нели, од она што да ги кажувам искуствата, нели, анонимно се разбира, од некој што победил нешто, надминал нешто, нели, да му укажам на некој друг кој што е ново дијагностициран, како он полесно да се справи. Значи, тука работиме со тоа. И понатаму мислам дека би требало да се оформи нешто како некоја група за поддршка, значи да не биде тоа само на социјалните медиуми, туку сега, бидејќи короната гледаме дека е во заоѓање и се надеваме дека така ќе остане, дека тоа и во живо може во иднина да се прават тие групи за поддршка, каде што болните ќе се среќаваат меѓу себе и лично, нели, во живо ќе ги слушаат и гледаат искуствата, ќе учат од туѓите искуства. Освен фармаколошкиот третман, физикалната медицина и рехабилитација зазема значаен дел од терапијата на лицата кои живеат со мултиплекс склероза. Всушност станува збор за еден континуиран третман на ова болест, за жал, кој што со соодветен план за рехабилитација постои веројатност и можност да се намалат
или да се сопрат процесите на натрупување на инвалидноста кон пациентот. Имајќи предвид оваа заболување, значи кое што е деминализирачко, кое што напаѓа всушност обивката на самите аксони на нервите, се очекуваат, да кажам, голем број на симптоми од невролошки аспект, кои што се поврзани со физикалната медицина и рехабилитација, кој тоа всушност се очекува од физиотерапијата да направат соодветна медицинска рехабилитација, за да ги намалат евентуалните подоцнежни компликации кои што би настанале. Може да се предизвикаат некои си коскено-мускулни болни состојби, кои што треба да ги превенираме или кои што можеби треба да ги намалиме. Планот за рехабилитација треба да биде подготвен според моменталната состојба на пациентот, односно да се направи физиотерапевтска проценка. Проверува неговата состојба, моменталното негово ниво на мобилност и се прави еден индивидуален план врз основа на кој што се третира онаа кој што е во моментот потребно на самиот пациент. Најчесто треба да се зборува за состојби како што се станување или седнување, вертикализација на пациентот, превенција од спуштено стопало, вежби за баланс и многу е важно овој план за рехабилитација да биде спроведен од физиотерапевти кои што ја познаваат многу добро, да кажам, неврологијата или неврорехабилитацијата, имајќи предвид дека треба многу внимателно да се работи пациентот да добие соодветен тип на вежби и да се прекине пред да се искористи максималната негова сила, всушност да не се дојде до преисцрпување на пациентот, бидејќи всушност денеска извежбаното дупло утре може да биде проблем. Кај оваа состојба многу е важно да се внимава и на исхраната. Треба страшно да се внимава на исхраната за секоја здравствена состојба, а кај мултипла склерозата со внимавање во исхраната, во која ќе се бидат доминантни свежата храна, значи свежото овошје, свежиот зеленчук. Има многу случаи кои што со сирова храна успеале да ја држат МС-от под контрола. Таа е тука, таа е автоимуно, но релапси за да нема лоши епизоди тоа е болест со 1000 лица. Значи, за да нема тука епизоди несакани, значи, а тоа ќе се постигне само со промена на мајндсетот, да сватам дека треба да се хранам здраво, што подразбира природна храна. Природно е она што го дава Бог или природата, повели користиме. Природно е да се пие вода. Вода. Може алкална вода да го алкализираме организмот, да држиме pH исто така во рамнотежа. Но покрај свежата храна да имаме риба застапено 3-4 пати во неделата, риба богата со омега-3, рибино масло. Ако не е рибино масло, летно време ленено масло. Во ленот и лененото масло изобилуваат со омега-3 есенцијална масна киселина. Јаткастите плодови да бидат на дневно ниво присутни, се разбира во сирова форма повеќе. Динева издаде и прирачник како советник за сите кои ја имаат оваа состојба. Значи, многу е на едноставен начин објаснето како треба да се однесуваме во однос на храната, но не само во однос на храната, дека треба го почитуваме биоритмот на телото, да се легнува навреме, да дозволиме организмот да синтетизира мелатонин, да синтетизира хормон на раст. Значи, тој се лачи меѓу 9 овие два хормона, од 9 навечер, некаде 3-3,5 утринските часови. Значи, со почитување на овие работи, со раздвижување, со работа со физиотерапевт во еден период, во животот, па и почесто, движење, пливање, значи има милион моменти што ќе придонесат да има овие луѓе што страдаат од МС да имаат поквалитетно живење. Значи, да, болеста е тука, ама нема да дозволам со мојата неодговорност да си предизвикувам влошување на состојбата. Статистиките покажуваат дека мултиплекс склероза ги погодува младите, особено припадничките на женскиот пол. Еве што велат податоците кои што ги истраживме.
Жените заболуваат почесто од мажите. Жените имаат најмалку 2 до 3 пати поголеми шанси да развијат мултиплекс склероза. Мултиплекс склероза може да влијае на жените и мажите на различни начини. Мажи, жени 1:4-5. Значи, жените многу поише 4-5 пати повеќе заболуваат. Тоа ги терало да прават компарации со хормонална активност, меѓутоа не успеваат некоја драматична врска да најдат. Симптомите на МС се разновидни и многубројни. Самото име ни кажува мултиплекс, значи многу. Многу делови од централниот нервен систем може да бидат засегнати. Понекогаш тоа оди едно по едно, понекогаш одат 2-3 система одеднаш. Во пракса многу често прво настанува нарушување на видот. Као се води како ретробулбарен неурит и после тоа кога се прават испитувањата се гледа дека промени има и на други места во мозокот. Ако е засегнат рбетниот мозок, се јавува трнење, слабост по раце, по нозе, зависи од локацијата. Ако е малиот мозок, вртоглавици, губиток на координација, нестабилност, паѓање. Кај повеќето болни, симптомите се јавуваат повремено и со прогресија на болеста може да го менуваат својот интензитет и траење, во зависност од тоа кој дел од мозокот и рбетниот мозок се зафатени со болеста. Немаат сите болни исти симптоми. Тие се разликуваат од еден до друг, а кај некои болни и варираат со текот на времето. Личност што е болна од мултиплекс ќе се соочи со повеќе од еден симптом, но никогаш со сите. Симптомите може да се појават поединечно или во комбинација, во траење од неколку недели до неколку месеци по јавувањето. Диагностицирањето на мултиплекс склероза е исклучително тежок процес, бидејќи симптомите на болеста се исти или слични како безброј други нервни заболувања и состојби. Диагностиката е мултидисциплинарна, да речам, значи примерно треба, као све у медицината, добра анамнеза, значи да се распраша пациентот од каде, колку, што симптоми, како се јавуваат, редослед и така натака. Клиничкиот преглед е тој што ќе одлучи прво да бараме снимање на глава или на рбетен мозок, за да бараме промени од тој правец. Значи, добар невролошки статус е 99% од диагнозата. Сега критериумите се нешто променети за диагноза на болеста. Порано беше со лумбална пункција, евоцирани потенцијали, сега од кога е магнетната резонанса, значи критериумите се исклучиво на база на магнетна резонанса. Над одредена точка на мозокот се бараат да има неколку промени, под таа точка неколку промени, да има дистрибуција, се вика, во време и простор. Значи, дали има свежи, стари промени, распоредени на различни места. Доживотна болест, како што е мултиплекс склероза, е приказна поинаква од другите. Некако се обидувам да ги утешам дека апсолутно мултипла склерозата не е крај на животот, затоа што страшно ја доживуваат луѓето. Она ја доживуваат као леле и сега шо ќе правам, ќе завршам во инвалидска количка. Еве јас 23 години имам мултипла склероза, се уште не сум завршена во инвалидска количка, така што не мора да значи нели дека со мултипла склероза мора да се заврши во инвалидска количка. Битно е квалитетот на живот кој што се води. Нели, активноста не само во смисла на спортска активност, се мисли и на мозочна активност, нели, она читање книги, да речеме работна терапија во смисла на еве и да има редовно вработување, меѓутоа работна терапија, да речеме, или изработува нешто, го исполнува цртање или било каква активност, меѓутоа да биде активен. Диагнозата МС влијае на целото семејство. Секој член на тоа семејство мора да научи како да живее со мултипла склероза на овој начин. Пациентот и неговото семејство истовремено се соочуваат со непредвидливите и различни симптоми на оваа болест. Луѓе ненадејно ќе се најдат во позиција на негуватели, иако можеби не се спремни за таа улога. Таа психолошка поддршка започна да се применува од септември 2020 година.
И мислам дека доста од луѓето кои што ја користат се задоволни. Тука значи не ги опфаќа само лицата со мултипла склероза, туку и членовите на нивните семејства, значи се опфатени, може да си ја користат оваа психолошка поддршка. Не мора да се и членови од семејство, да речеме партнери, кој ќе речеме дечко, девојка на член со МС. Едноставно добро е што се заинтересирале за состојбата и сакаат да го решат проблемот. Покрај терапијата на лицата со МС, многу е важно да им се има во вид емоционалниот и психолошкиот стрес, кој оваа болест ги предизвикува не само кај оние кај кои е дијагностицирана болеста, туку и кај семејството и кај пријателите. Мит. Нема ефикасна терапија за МС. Факт. Иако моментално нема лек за МС, постојат ефикасни третмани за оваа состојба. Терапијата која влијае на текот на болеста е многу унапредена и усовршена, така што повеќето заболени од оваа тешка болест поголемиот дел од времето функционираат добро. Заблуда. Секој болен од МС ќе заврши во инвалидска количка. Факт. Кај 7 од 10 пациенти со МС има блага до умерена попреченост во движењето, но остануваат мобилни. Може да се случи некој ортопедско помагало да им биде неопходно, например бастун, кој обично помага при тешкоти со рамнотежата. Мит, МС е болест од која се умира. Факт е дека животниот век на лицата со МС е отприлика ист како животниот век на лицата кои не боледуваат од оваа болест. Повеќето пациенти со МС умираат од истите здравствени причини како и повеќето луѓе од популацијата. Мултиплекс склероз е откриена пред 1,5 век и иако е направен голем напредок во многуте истражувања, вистинскиот причинител на оваа болест се уште не е познат. До средината на 1980-тите години, мултипла склерозата се сметаше за болест која не предизвикува никаква болка. Сепак се докажува дека мултипла склерозата може да боли. Болката е чест симптом дури кај 2/3 од лицата со мултипла склероза и влијае на секојдневните активности во текот на работното време, семејните обврски, рекреацијата, дружењето. 30 мај се одбележува како Светски ден на мултипла склероза. Целта на одбележувањето на овој ден е подигнување на јавната свест за невидливите симптоми на мултипла склерозата и фаталното влијание на тие симптоми врз квалитетот на животот на лицата кои живеат со мултипла склероза. Со мултиплекс склероза може да се живее. Тоа го научивме од сето она што денес го споделивме во ова издание на Приказна. Довидување до следната Приказна.